Продолжуваме со седницата. Почитувани, ова е продолжение од вчерашната 150-та седница на Државната изборна комисија. За вчерашната седница, чие продолжување, како што најавивме, беше одложено за денеска поради траењето на постапките пред Управниот суд за одлучување по тужбите од учесниците во постапката за изборите. Денеска веќе имаме конечни решенија од Управниот суд и врз основа на тоа ја продолжуваме оваа седница со точката број 1 од дневниот ред, дополнување на заклучок за објава на конечни резултати од првиот изборен круг од изборите за градоначалници и за советите на општините. Согласно добиените одлуки од Управниот суд, ве известуваме дека за избор на градоначалници на општините, Државната изборна комисија ја известува јавноста дека спроведеното гласање на 19.10. по истекот на законските рокови за поднесување на тужби до Управниот суд по приговори во постапката за гласање и во постапката за утврдување и сумирање на резултати од гласањето, ДИК ги објавува конечните резултати за општините во кои не се поднесени тужби по приговори за избор на градоначалник, односно дополнување на заклучок за конечни резултати за завршено гласање во прв круг за избор на градоначалник. Појаснуваме дека имаше поднесено приговори за избор на градоначалник во 11 општини. Во сите тие општини, сите приговори, односно сите тужби се одбиени како неосновани, освен во едно избирачко место во општина Шуто Оризари за избор на градоначалник. Меѓутоа, тоа избирачко место, според направената симулација, бројот на запишаните гласачи во тоа избирачко место не влијае на разликата помеѓу кандидатите за избор на градоначалник, така што за тоа избирачко место во општината Шуто Оризари нема да има прегласување на 2 ноември. Во општина Шуто Оризари ќе се одржи гласање за градоначалник на општината на 2 ноември во втор изборен круг. Инаку, општините во кои објавуваме конечни резултати за избор на градоначалник во првиот изборен круг се следниве: Арачиново, кандидатот на коалицијата Влен Дауд Бекири; Богданци, кандидатот на Коалиција за локални избори 2025 СДСМ Блаже Шапов; Босилово, кандидат на Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН Ристо Манчев; Бутел, кандидат на Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН Дарко Костовски; Велес, кандидат на Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН Марко Колев; Гази Баба, кандидат на Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН Бобан Стевковски; Кривогаштани, кандидат на Коалиција за локални избори 2025 СДСМ Игор Каравиловски; Прилеп, кандидат на Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН Дејан Продановски; Ресен, кандидат на Коалиција ВМРО ДПМН Твоја Македонија Јован Тозиевски; Чаир, кандидат на Коалиција Влен Изет Меджити; и Чашка, кандидат на Национална алијанса за интеграција НАИ Суат Шакиров. Ова се 11 општини каде што се приклучуваат на 33 општини за кои во четвртокот објавивме избор и конечни резултати за избор на градоначалници, каде што изборите се завршени во прв круг. Така што вкупно со денешнава објава на 11 општини за избор на градоначалник во прв круг и претходните 33 од четвртокот, каде што немаше приговори, вкупно се завршени 44 општини, каде што е извршен избор на градоначалник во првиот изборен круг. Сега одиме во врска со објавувањето на конечните резултати за членовите на советите на општините. После
После спроведеното гласање на 19.10, а по истекот на законските рокови за поднесување на тужба до управен суд по приговори во постапка за гласање и во постапка за утврдување и сумирање на резултати од гласање, ДИК ги објавува конечните резултати за општините во кои не се поднесени тужби до управен суд по приговори за избор на членови на Совет на општините, односно општините, членови на Совет на општините за Совет на град Скопје. Тоа се следниве општини. Под број 1 Аеродром, 2 Богданци, 3 Босилово, 4 Бутел, 5 Велес, 6 Виница, 7 Газибаба, 8 Карпош, 9 Кичево, 10 Кривогаштани, 11 Прилеп, 12 Ресен, 13 Чаир, 14 Чашка, 15 Долнени и 16 Гостивар. Значи, вкупно во 80 општини, 64 кои ги објавивме првично во четвртокот и овие денеска што ги објавуваме дополнителни 16, вкупно 80 општини објавуваме конечни резултати за завршено гласање за избор на советници во општините и во Советот на град Скопје. Единствено остана една општина со 3 избирачки места кои се поништени од страна на Управниот суд, и тоа е општината Шуто Ризари, во избирачките места 2961, 2962 и 2966. Во овие 3 избирачки места по направената симулација е утврдено дека можно е да има теориско влијание бројот на запишаните гласачи во овие 3 избирачки места на распределбата на мандатите во Советот, така што Државната изборна комисија врз основа на наведеното, согласно одлуките на Управниот суд за поништување на гласањето, одлучи гласањето на овие 3 избирачки места во општина Шуто Ризари за избор на членови на Совет, значи само за избор на членови на Совет, да биде повторено на 2 ноември. Во целата држава конечни се сите резултати за избор на советници, за членови на советите, освен во општина Шуто Ризари за 3 избирачки места 2961, 2962, 2966 и повторувам, гласањето само за избор на членови на Совет во општината Шуто Ризари на овие 3 избирачки места ќе биде повторено на 2 ноември. Бидејќи ги објавивме конечните резултати за избор на 44 градоначалници во 44 општини во првиот круг, остануваат уште 33 општини кои ќе ги објавиме и кои одат во вториот круг на гласање. Се извинувам. Претходно треба да ги прочитам за избор на Совет за овие 16 општини, мандатите за конечност на резултатите. За овие 16 каде што прогласуваме сега конечни резултати. Општина Аеродром. Коалиција Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, 15 мандати. Левица 6 мандати. Коалиција за локални избори 2025, предводена од СДСМ, 5 мандати. Движење Знам за наша Македонија 1 мандат. Општина Богданци. Коалиција за локални избори 2025, предводена од СДСМ, 6 мандати. Коалиција за Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, 5 мандати. Општина Босилово. Коалиција Твоја Македонија, ВМРО ДПМН, 10 мандати. Коалиција за локални избори 2025 СДСМ, 5 мандати. Општина Бутел. Коалиција Твоја Македонија, ВМРО ДПМН, 9 мандати. Национална алијанса за интеграција НАИ, 4 мандати. Коалиција Влен 4 мандати, Коалиција за локални избори 2025 СДСМ 1 мандат, Левица 1 мандат. Општина Велес. Коалиција за Твоја Македонија, ВМРО ДПМН 16 мандати,
Коалиција за локални избори 2025 СДСМ 3 мандати, Левица 3 мандати, Движење Знам за наша Македонија 1 мандат. Општина Виница, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 9 мандати. Коалиција локални избори 2025 СДСМ 6 мандати. Општина Газибаба, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 17 мандати, Коалиција локални избори 2025 СДСМ 4 мандати, Левица 4 мандати, Коалиција Влен 1 мандат, Национална алијанса за интеграција НАИ 1 мандат. Општина Гостивар, Национална алијанса за интеграција НАИ 12 мандати, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 5 мандати, Коалиција Влен 3 мандати, Демократска партија на турците на Македонија 2 мандати, Коалиција за локални избори 2025 СДСМ 1 мандат. Општина Долнени, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 3 мандати, Демократска партија на турците на Македонија ДПТМ 3 мандати, Коалиција Влен 2 мандати, Национална алијанса за интеграција НАИ 2 мандати, Искуство за успех 1 мандат, Движење Знам за наша Македонија 1 мандат, Движење за национално единство на турците ДНЕТ 1 мандат, Група избирачи Сафет Реџовски 1 мандат, Група избирачи Раин Кера 1 мандат. Општина Карпош, Коалиција за Твоја Македонија ВМРО ДПМН 11 мандати, Левица 4 мандати, Искуство за успех 4 мандати, Коалиција локални избори 2025 СДСМ 4 мандати, Група избирачи Татјана Чакулев 3 мандати, Движење Знам наша Македонија 1 мандат. Општина Кичево, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 8 мандати, Национална алијанса за интеграција НАИ 5 мандати, Коалиција Влен 3 мандати. Група избирачи Куитим Касами 2 мандати и Коалиција локални избори 2025 СДСМ 1 мандат. Општина Кривогаштани, Коалиција локални избори 2025 5 мандати, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 5 мандати, Левица 1 мандат. Општина Прилеп, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 17 мандати, Коалиција локални избори 2025 СДСМ 6 мандати, Левица 3 мандати, Движење Знам наша Македонија 1 мандат. Општина Ресен, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 9 мандати, Коалиција локални избори 2025 СДСМ 3 мандати, Коалиција Влен 1 мандат, Национална алијанса за интеграција НАИ 1 мандат, Демократска партија на турците на Македонија ДПТМ 1 мандат. Општина Чаир, Коалиција Влен 14 мандати, Национална алијанса за интеграција НАИ 11 мандати, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 1 мандат, Демократска партија на турците на Македонија ДПТМ 1 мандат. Општина Чашка, Национална алијанса за интеграција НАИ 6 мандати, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 3 мандати, Коалиција локални избори 2025 СДСМ 2 мандати. Тоа беа 16 општини каде што денеска за избор на советници објавивме конечни резултати и уште еднаш повторувам, конечно се завршени изборите за советници во 79 општини и Советот на град Скопје вкупно 80 општини. Молам само малце. Вкупно 80 општини. Единствено ќе има прегласување на 3 избирачки места за избор на членови на Совет во општината Шуто Оризари, каде што на овие 3 избирачки места можно е теориски да се влијае на изборот на мандатите за избор на советници. Одиме со 33 општини, објавување на 33 општини, конечни резултати од првиот круг, каде што не е завршен изборот за градоначалник во прв круг, туку ќе има втор круг на гласање на 2 ноември во следниве 33 општини за избор на градоначалник. Прво, општина Аеродром, Александар Трајановски, Коалиција за локални избори 2025 СДСМ и Дејан Митевски, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН.
Општина Боговење, Бесник Емши, Национална алијанса за интеграција НАИ и Фети Абази, коалиција Влен. Општина Брвеница, Хаким Рамадани, коалиција Влен и Јовица Илиевски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Валандово, Перо Костадинов, коалиција Локални избори 2025 СДСМ и Ѓоко Камчев, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Виница, Гоце Милевски, коалиција Локални избори 2025 СДСМ и Митко Костадиновски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Дебар, втор круг, Фисник Мела, коалиција Влен, Рамадан и Мери, група избирачи. Општина Дебарца, Златко Силјановски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН, Зоран Ногачевски, група избирачи. Општина Демир Капија, втор круг, Лазар Петров, коалиција Локални избори 2025 СДСМ, Наталија Димитриева, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Дојран, втор круг, Ристо Джинев, коалиција Локални избори 2025 СДСМ, Илија Тентов, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Долнени, Блерим Исљами, коалиција Влен, Сашко Велјановски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Зрновци, втор круг, Ванчо Митев, коалиција Локални избори 2025 СДСМ, Борчо Коцев, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Карпош, Стефчо Јакимовски, Искуство за успех, Сотир Лукровски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Кичево, втор круг, Фатмир Дехари, Национална алијанса за интеграција НАИ, Александар Јовановски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Конче, Благој Илиев, коалиција Локални избори 2025 СДСМ и Златко Ристов, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Кочани, втор круг, Владко Грозданов, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН и Венко Крстевски, група избирачи. Општина Крушево, втор круг, Томе Христовски, коалиција Локални избори 2025 СДСМ, Нико Чонески, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Куманово, втор круг, Максим Димитриевски, Движење Знам за наша Македонија, Горан Стојковски, група избирачи. Горан Стојковски, Диро. Лозово, втор круг, Ацо Велковски, коалиција Локални избори 2025 СДСМ, Бошко Цветковски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Македонска Каменица, Сонја Стаменкова, коалиција Локални избори 2025 СДСМ, Димчо Атанасовски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Македонски Брод, втор круг, Жарко Ристевски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН, Милосим Војневски, група избирачи. 21. Општина Могила, втор круг, Драганчо Саботковски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН, Сашо Пивковски, група избирачи. Општина Неготино, Петар Мантев, коалиција Локални избори 25 СДСМ, Марија Нацева, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Пробиштип, втор круг, Драган Атанасов, коалиција Локални избори 25 предводена од СДСМ, и Тони Тоневски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Ранковце, втор круг, Даниел Крстевски, коалиција Локални избори 25 СДСМ, Даниел Павловски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Росоман, Стојан Николов, втор круг, коалиција Локални избори 25 СДСМ, Ѓорги Крстевски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Струга, втор круг, Арсим Далипи, Национална алијанса за интеграција НАИ, Менди Ќура, група избирачи Менди Ќура. Општина Студеничани, втор круг, Ејуб Абази, Национална алијанса за интеграција НАИ, Азем Садики, група избирачи. Тетово, втор круг, Бајрам Реджепи, Национална алијанса за интеграција НАИ,
Билјал Касами, коалиција Влен. Општина Центар, втор круг, Мирослав Лабудовиќ, движење Знам наша Македонија, Горан Герасимовски, коалиција Локални избори 2025 СДСМ. Општина Чешиново Облешево, втор круг, Горанчо Крстев, коалиција Локални избори 25 СДСМ и Јорданче Костадинов, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Чучер Сандево, Сашко Комненовиќ, коалиција Локални избори 25 СДСМ и Зоран Бајовски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Шуто Ризари, втор круг, Ерџан Демир, коалиција Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН и Курто Дудуш, Унија на Роми. И град Скопје, втор круг, Амар Мециновиќ Левица и Орце Ѓорѓиевски, Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Тоа беа 33 општини во кои ќе има гласање во втор круг на локалните избори за избор на градоначалник. Претходно објавивме за завршени општини, значи вкупно 44, каде што е направен изборот со конечни резултати во прв круг за избор на градоначалник. Остануваат оние 4 општини за избор на градоначалник, каде што констатиравме во четвртокот дека нема цензус од минимум 1/3 излезност на гласачите и во тие 4 општини Гостивар, Врапчиште, Центар, Жупа и Маврово ќе има нови избори, нова изборна постапка за избор на градоначалници, која ќе започне после завршувањето на локалните избори, односно после објавувањето на конечните резултати од локалните избори. Уште еднаш да повторам, во 44 општини кои се објавени е завршен изборот за градоначалник во првиот изборен круг, во 33 општини ќе има втор круг на гласање за избор на градоначалник, објавени се сите општини поединечно и објавени се имињата на кандидатите. За изборите на Совет во 79 општини се завршени конечни резултатите за избор на советници и во градот Скопје за Советот 80, тоа се конечни резултати. Единствено ќе има повторување на гласањето само за избор на советници во општина Шуто Ризари, само во 3 избирачки места, така што ова повторување на гласањето ќе се одвива на 2 ноември во Шуто Ризари за 3 избирачки места за Совет, истиот ден кога ќе се одвива и вториот круг за избор на градоначалници во преостанатите 33 општини. Со ова, Државната изборна комисија во законските предвидени рокови, согласно законските процедури, после завршувањето на постапката по приговори и тужби пред Управниот суд, ги објави конечните резултати за изборите од првиот круг на локалните избори, односно ги објави местата каде што ќе има втор круг на локални избори. Со тоа завршуваме со овој дел од точката 1 од дневниот ред. Сега ќе му дадам збор на подпредседателот господин Демири да ги прочита на албански овие резултати. Повелете, подпредседателе. Faleminderit kryetar, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetar. Plotësimi i konkluzionit për shpalljen e rezultateve përfundimtare të rrethit të parë të zgjedhjeve për kryetar të komunave dhe për antar të këshillave të komunave dhe për kryetar të qytetit të Shkupit dhe për antar të këshillit të qytetit të Shkupit. Pas përfundimit të afateve për kundërshtime dhe padi deri te gjykata administrative, shpallim rezultatet edhe për këto komuna. Për kryetar të komunës së Araçinës është kandidati i koalicionit Vlen Daud Beqiri. Për kryetar të komunës së Bogdancit është kandidati i koalicionit të LSDM-s.
Блаже Шапов. Për kryetar të komunës së Bosilovës është Risto Mançev, kandidat i koalicionit Maqedonia e Yte VMRO DPMN. Për kryetar të Butelit, Darko Kostovski, kandidat i koalicionit Maqedonia e Yte VMRO DPMN. Për kryetar të komunës së Velesit, Marko Kolev, kandidat i koalicionit Maqedonia e Yte VMRO DPMN. Për kryetar të komunës së Gazibabës, Boban Stefkovski, kandidat i koalicionit Maqedonia e Yte VMRO DPMN. Për kryetar i komunës së Krivogashtanit, Igor Karavilovski, kandidat i koalicionit për zgjedhjet lokale 2025 LSDM. Për kryetar i komunës së Prilepit, Dejan Prodanovski, kandidat i koalicionit Maqedonia e Yte VMRO DPMN. Për kryetar të komunës së Resnjës, Jovan Tozijevski, kandidat i koalicionit Maqedonia e Yte VMRO DPMN. Për kryetar i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, kandidat i koalicionit Vlen. Për kryetar i komunës së Çashkës, Suat Shaqirov, kandidat i Aleancës Kombëtare për Integrim. Derisa për rezultatet e këshillave, ju njoftojmë që ka pasur pas përfundimit të afatit të përpadi deri tek gjykata administrative dhe pas vendimeve të gjykatës administrative, konstatojmë se zgjedhjet kanë përfunduar për këshill edhe në këto komuna. Komuna Aerodrom, Bogdanci, Bosilov, Butel, Veles, Vinic, Gazibab, Karposh, Kërçov, Krivogashtan, Prilep, Resnjë, Çajir, Çashk, Dollneni, Gostivar. Derisa për komunën Shutërizarit, zgjedhjet do të përsëriten pas vendimit të gjykatës administrative në vendvotimet 29-61, 29 dhe 29-66. Фалемдер. Добро, благодарам на подпредседател. Дали уште некој бара збор? Тогаш предлагам да го усвоиме заклучокот односно дополнување на заклучокот за објавувањето на конечните резултати. Ве молам кој е за? Констатирам дека заклучокот е едногласно усвоен. Тоа беше точката 1 од дневниот ред од 150-та седница. Ни остана уште точката број 3. Тоа е назначување на избирачки одбори кои ќе го спроведат гласањето на повтореното гласање за членови на Совет на избирачките места 2962 и 2966 во општина Шуто Оризари на 2 ноември. Како што знаете, вчера, после одлуките на Управниот суд, ние овдека на Државна изборна комисија едногласно ги разрешивме избирачките одбори од поништените места, овие две избирачки места во општина Шуто Оризари. Во меѓувреме побаравме написмено од општинските изборни комисии Сопиште и Петровец да ни дадат нивни предлози за избирачки одбори кои би го спровеле гласањето на овие две избирачки места. Кажавме дека избирачките одбори треба да бидат професионални. Оние кои општинските изборни комисии се задоволни по нивни предлог, ги побаравме од овие општински изборни комисии, пошто се најблизу до Скопје, а таму нема втор круг на гласање, таму е завршено гласањето, односно општини кои не припаѓаат во Скопје, бидејќи сите скопски општини има втор круг на гласање за градоначалник. Така што избирачки места, избирачки одбори, конкретно кој ќе го спроведе гласањето на поништеното избирачко место 2962 во Шуто Оризари, е избирачкиот одбор предложен од ОИК Петровец, тоа е избирачки одбор од избирачко место 2377, додека за избирачкото место во општина Шуто Оризари кое е поништено, број 2966, избирачки одбор кој ќе го спроведе гласањето на ово избирачко место е
по предлог на ОИК Сопиште, избирачкиот одбор од избирачко место 2423/1. Така што предлагам, тука се податоците за составот на избирачкиот одбор, предлагам оваа одлука да ја усвоиме. Рековме дека нема да одиме со случаен избор на нови, затоа што нема време и не можеме да ризикуваме да наименуваме нови избирачки одбори, туку се одлучивме веќе избирачки одбори кои се искусни, кои спровеле избори и кои се по препорака на нивните општински изборни комисии, кои добро ја завршиле работата во првиот круг. Дали уште некој бара збор во врска со ова? Доколку не, предлагам оваа одлука да ја гласаме за овие два избирачки одбора, кој е за, едногласно одлуката е донесена. За оваа седница дневниот ред е исцрпен, евентуално под точката разно, дали? Да. Тогаш мала техничка пауза, бидејќи по точката разно имаме во меѓувреме доставено 3 приговора за лично избирачко право, кои вчера не беа доставени, па не можевме на дневниот ред да ги предвидиме, сега ќе ги одлучиме под точка разно. Ве молам 5 минути техничка пауза.